Добар ден, драги ученици! Еве сме повторно заедно. Јас сум Надежда Јордановска, наставник по техничко образование од Основното училиште Александар Македонски, општина Аеродром Скопје. Денес ќе работиме задачи со каширање и лепење. Тоа ќе биде модел на едрилица, модел на авион и кутија во два дела. Најпрво сакам да започнам со целите кои што денес кои што треба да ги постигнеме денес. Значи, преку работа со материјалите се отвара можност да бидеш креативен и да стекнеш нови знаења и вештини за работа. Тоа ќе го постигнеш преку истражување, градба со материјалите и дизајнирање. Така ќе научиш и ќе умееш да избереш материјал, да изработиш модели и макети, да оцениш што е подобро и исто така да дадеш нови идеи во работата. Твојата идеја може да стане производ. Технолошки постапки кои ќе ги примениш при работа со материјалите во дадените примери се бигување, тоа е подготовка за виткање, следно е сечење, после тоа следи виткање и на крај лепење, односно каширање. Овие постапки најпрво ќе ги објасниме кај изработка на моделот на едрилица. Материјалот за работа се наоѓа во куферчето, се состои од два дела, од два листа на кои што е претходно подготвена шема испечатена. Тоа е овој лист за изработка на трупот на едрилицата и вториот лист на кој што се испечатени, значи испечатена е шемата за задните, односно предните крила на едрилицата. Упатството за работа се наоѓа на страна 24 од примерите за вежби од куферчето. Најпрво почнуваме со при изработка на вежбата со постапка на бигување. Еве овде е покажано како со помош на линијар по претходно обележана испрекинута линија се бигува со истрошено пенкало, тоа можеме да го видиме и на сликата 5. После бигувањето се применува постапка на сечење. Еве на слика 4 може да видиме како се исечени двете половини од деловите од кои што ќе го составиме трупот на едрилицата. По избегуваните линии се превиткува, тоа можеме да го видиме на слика 6. Еве ги двата дела веќе превиткани, спремни за лепење. Овде може да видиме како се нанесува лепило, значи на едната половина од белата страна се нанесува лепило, потоа се превиткува, значи се притиска и се остава да се суши. Одиме понатаму, на слика 7, еве токму тоа можеме да го видиме, едниот дел веќе е залепен, го оставен да се суши, а лепило треба да се нанесе на другата половина од материјалот од кој што ќе го изработиме телото на едрилицата. Откако и оваа половина ќе биде, значи ќе завршиме со лепењето, ќе ја оставиме да се суши. Следен чекор е додека се сушат тие двете половини, треба да направиме бигување, односно каширање, лепење на предните крила од едрилицата. Додека чекаме да се исушат крилата, значи одиме повторно на половините од кои што ќе го составиме трупот на едрилицата, значи имаме постапка на сечење. По надворешните рабови сечаме, значи овој синиот дел треба да ни остане од кој што ќе го составиме трупот на едрилицата, треба да добиеме две такви половини кои што потоа ќе ги залепиме. На слика 9 е прикажано како по однапред избигувана линија на предните крила од едрилицата треба благо да превиткаме од прилика некаде 15 степени треба да имаме агол, значи крилата на авионот со подлогата некаде да зафаќаат агол од 15 степени. Одиме понатаму, во меѓувреме, значи веќе го споивме, го залепивме телото на едрилицата составено од двете половини. Еве на слика 10 овде можеме да видиме
како треба да внимаваме практично да ги подготвиме додатоците за лепење на телото на едрилицата, на кое што место ќе ги поставиме предните крила. Еве на следната слика веќе се гледа како се залепени предните крила. Ни остануваат уште задните крила да ги залепиме на опашката на авионот од долната страна и да поставиме спојувалка напред на телото од едрилицата. Можеме една, згодно е да поставиме и две спојувалки, кои што ќе бидат потребни за стабилност на едрилицата во текот на летот. Секако обидете се доколку е се направено по инструкции, треба едрилицата да лета некаде 3-4 метри, обидете се. Тоа ќе го видите на вашиот модел како и колку далеку ќе отиде. Ние продолжуваме со работа. Следи изработка на модел на авионче. Сакам да нагласам дека за изработка на оваа вежба имаме практично многу ситни делови кои што претходно треба да ги исечеме и да ги споиме. Токму заради тоа и оваа вежба е некаде тука на крај се работи, бидејќи претходно сме искусни, имаме сработено претходни вежби. Значи тука треба да бидеме, оваа вежба бара прецизност, бара педантност, значи делчињата се многу ситни и треба да бидеме прецизни во сечењето. Сакам да нагласам дека оваа вежба можеме да ја најдеме на страна 26 од упатството за работа што е за вежби од куферчето. Материјалот за работа е само еден лист на кој што се испечатени сите делови од кои што ќе го составиме авиончето. Сакам да нагласам дека на страна 26 дадени се поединечно сите делови од кои што ќе го составиме авионот и соодветно до секој дел е поставена ознака од број и буква. Значи ние треба од материјалот за работа да ги идентификуваме, да ги препознаеме кој дел е со кој број означен. Најпрво треба да избегуваме по испрекинатите линии, потоа треба соодветно да истечеме по надворешните линии и откако значи ќе го истечеме секој дел од материјалот за работа, треба на опачината да го поставиме соодветниот број кој што ќе го погледнеме од страна 26 од упатството за изработка на вежби од куферче. На слика 2 гледаме како се сите истечени спремни делови и поставени се ознаките, односно бројчињата на секој дел соодветно. На слика 3 веќе го гледаме лицето на секој од овие делови кои што претходно ги подготвивме, избегувани и истечени. Еве овие се деловите со број 3А и 3Б, овие се со 2А и 2Б, ова е 1А и 1Б, еве ги големите крила и малите крила на авионот. Преоѓаме значи на формирање на телото, односно трупот на авионот. Значи најпрво треба да ги споиме деловите 3 означени со ознака 3А и 3Б. Сакам да нагласам дека лепило треба да поставиме од белата страна на едната половина. Убаво размачкајте го лепилото, откако тоа ќе го завршите, значи другиот дел од телото на авионот го поставуваме значи врз лепилото, максимално колку можеме ги спојуваме прецизно, значи гледаме да се совпаднат рабовите на двата дела. Притискаме, измаздуваме, односно пегламе и ги оставаме на страна да се сушат. Додека се сушат споените делови 3А и 3Б, ние продолжуваме со работа. Продолжуваме со лепење на двете половини од кои што треба да ги составиме големите крила на авионот. Нанесуваме лепило, повторувам, само на едната половина од белата страна, го размачкуваме убаво и потоа го спојуваме, вториот дел го составуваме и гледаме повторно колку можеме прецизно да ги споиме рабовите на крилата.
повторно ги оставаме да се сушат и сега треба да се вратиме со работа на претходно исушените половинки од телото, односно од трупот на авионот 3А и 3Б. Тоа ќе го видиме на следните слайдови. Значи на 3А и на 3Б треба да се налепи, значи да се искашира, повторно да се залепи нов слој на хартија соодветно 2А и 2Б се налепуваат на 3А и на 3Б. Значи на белата страна од 2А и 2Б се нанесува лепило на двете половинки, бидејќи 2А треба да ја налепиме на 3А, односно 2Б на 3Б, соодветно да внимаваме да го поставиме на обележаното место кое што е точно посочено на 3А, односно 3Б делот. Спојуваме, мазниме, оставаме да се исуши. Бидејќи треба да бидеме економични, да го организираме времето, значи додека се суши овој дел, продолжуваме со работа. Ги спојуваме двете половинки на малите крила од авионот. Исто така, значи, претходно треба да нанесеме лепило на белата страна, да ги споиме двете половинки, да ги измазниме, да ги оставиме да се сушат. Еве на слика 9 веќе стигнавме. Малите крила и големите се овде спремни и ние продолжуваме, значи, да го довршиме телото, односно трупот на авионот, со тоа што ќе треба да ги налепиме деловите означени со број 1А и 1Б, за да го формираме конечно телото на авионот. Еве на слика 10 тоа можеме да го видиме како е веќе завршено. Повторувам, значи има обележување каде точно треба да се нанесе, каде треба да се залепи на делот 1А, односно 1Б, и на слика 11 овде сакам да нагласам, значи погледнете како треба претходно да ги превиткаме додатоците за лепење, внимавајте да не погрешите, да ги споите претходно, бидејќи нема да можеме да ги залепиме крилата на авионот. Еве на слика 11 точно се гледа каде треба да поставиме лепило. Тоа е оној дел каде што имаме две црвени точки, внимавајте да не погрешите. Значи поставуваме лепило овде и го спојуваме со додатоците за лепење на крилата. Истата постапка ја повторуваме и со малите крила. Еве на слика 12 можеме да видиме како веќе се поставени, односно како се залепуваат малите крила и големите крила на моделот на авиончето. Следно останува уште да го направиме виткањето на крилата на авионот, големите крила, по претходно избегувана обележана линија. Значи тука ни е потребен оној дел 6А што беше означен, кој што ни служи како калапче, како моделче за тоа колку треба да го подвиткаме крилото на авионот. Истиот дел ќе ни послужи, значи за двете крила немаме потреба од дел 6Б, значи 6А е само потребен, кој што ќе ни помогне да го направиме потребното закосување на крилата од авионот. И на слика 15 гледаме веќе како е изработен целосно моделот на авионот. Само сакам да нагласам вештини кои што можеш да ги усовршиш при изработка на оваа вежба се секако прецизност, педантност и трпение, кое што трпение навистина ни е потребно во изработката на оваа вежба на авиончето. Ни останува сега уште и третата изработка за овој час предвидена, упатството за работа, односно чекорите за работа за изработка на кутија во два дела. Еве, на првата слика даден е материјалот за работа, значи тоа се два листа на кои што е испечатена шемата за изработка на овие кутии. Секако прва постапка е постапката на бегување, значи треба по испрекинатите линии да се постави линијар и со истрошено пенкало да се избегува.
Тоа важи значи за двете половини и за делот А и за делот Б. Значи од едниот дел ќе го составиме дното на кутијата, а другиот дел ќе ни послужи да го изработиме капакот на кутијата. Откако е се избегувано, се поминува на постапка сечење. Значи, сечаме по надворешните линии, сакам само да нагласам овде едно мало закосување дополнително ќе направиме овдека на овие места, бидејќи потребно е за да имаме малку помалку проблеми во спојувањето и во формирањето на кутија. Значи, веќе е исечено, следна постапка е виткање по претходно избегуваните линии, значи повторувам, направете и превиткајте ги сите рабови и испеглајте ги, значи притиснете ги убаво со линијарот за да можеме потоа лесно и без проблем да ја формираме кутијата. Еве на следната слика е покажано како претходно избегувана и превиткана шема за изработка на кутијата ја поставуваме на лист во боја кој што го одбираме по ваша желба и значи поставуваме лепило на белата страна од шемата и значи притискаме, ги спојуваме двата слоја на хартија. Следните чекори за работа објаснуваат, еве можеме на оваа слика да видиме како е направено каширање, спојување со листовите во боја. Јас одбрав жолт и портокалов, вие можете по ваша желба да одберете. Значи следна постапка за работа овде е сечењето, откако ќе почекаме да се исуши, да се спојат овие два слоја на хартија, сечаме по надворешните рабови, значи портокаловиот лист треба да го исечаме според шемата која што ја имаме веќе на белиот лист. Следен чекор за работа, значи превиткуваме, веќе имаме два слоја, заедно двата слоја ги превиткуваме по претходно оформените рабови, значи ја повторуваме постапката на сите рабови на двете половини и следен чекор е нанесување лепило на овие додатоци за лепење, значи овие долгите додатоци. Поставуваме лепило овде, превиткуваме, притискаме и чекаме да се исушат. Тоа можеме да го видиме на оваа трета слика, аголно лепење, каде што е прикажано. Еве ги претходно, значи, залепени овие додатоци. Најголемата мајсторија во изработка на оваа кутија е спојувањето на аголот, односно на ќошовите на двете половини на кутијата. Овде јас тоа го имам наречено аголно лепење, значи тука бидете максимално прецизни, значи тука е најголемата мајсторија да ги споите рабовите на кутијата. Бидете внимателни, максимално педантни и прецизни, значи немојте да го направите спојувањето, значи ниту навнатре да залепите премногу, ниту пак нанадвор, бидејќи тоа ќе ви дава дополнителни потешкотии во формирањето на кутијата. Значи кога ќе ставиме лепило овде на овие додатоци, превиткуваме, значи и го формираме аголот, внимавајте, повторно кажувам, значи кој колку може, колку е вешт, нека се обиде да го направи најдоброто. Откако ќе поставиме лепило, ќе го споиме, поставете ја кутијата вака на подлогата и овде е потребно да се притисне и да се почека да се исуши. На следните слики, значи можеме да видиме веќе како се формирани двете половини од кутијата. Еве гледате, ни останува уште овој дел да го залепиме, значи оној дел што претходно не го имавме залепено. Еве овде конечно направени се двете половини од кутијата и доколку сме почитувале инструкции за работа, доколку сме биле прецизни и педантни, еве на втората слика, на овој слайд, можеме да видиме како практично се вклопуваат овие два дела еден во друг и на следната слика можеме да видиме како претходно се изработени пред да бидат затворени. Јас верувам дека вие ќе вложите многу труд и време и секако ќе го направите тоа најдобро што можете. Значи ви посакувам успешна работа во изработка на овие денешни вежби и на крајот сакам да дадам еден заклучок да видиме што точно
научивме преку работата на денешниот час. Значи, во текот на работата научи да го организираш работното место, да користиш мерки за заштита при работење, значи да поставиш подлога за работа, да користиш правилно алат и прибор за работа, да можеш самостојно да градиш модели и макети, да го организираш времето, да бидеш прецизен, педантен, трпелив и креативен. И секако, научи да споредуваш, да анализираш, да дизајнираш и обликуваш по собствена идеја. Навистина имавме прилика да сработиме три различни вежби, три различни задачи, но секоја имаше своја тежина и свој начин на работа. Верувам дека ќе се вложите на секој според своите можности и способности да го дадете најдоброто, со тоа што ќе бидете, значи, ќе се здобиете со едно искуство поголемо и ќе бидете, значи, повешти во вашата работа. Тоа е се за денес. Ви благодарам на вниманието, ви пожелувам да останете во добро здравје и секако ќе се видиме во некоја следна прилика. Довидување, благодарам.